Додека не се смени името на референдум, си останува референдумот од 91. Покажувам со сиот мој кредибилитет. Апсолутно Мислам се- дека тачно е мојата тоа. генерација ќе доживееме да го вратиме името. Не Тачно се е ова. зафркавам. Дека има механизми. Затоа што не е името променето у легална процедура. Од римско право до денеска. Дури да е. Не може неправо да роди право. И во среда имате ливче пред вас. Што ќе направите, тоа ќе си кркате. Натаравари партијата. 3 суди сменија доека да го удрат мурот дека е на села. Така, тоа се, значи, има тарифа, адвокативе, овие, што се прават многу фраери, се дел од таа шема, да не ги именувам сега овој што ме прозиваш идиотов. Значи, си плаќаш, он има посредник, он носи пари, особено на апелација ги куткаат. И на апелација ти идат 2 пресуди. Кој ќе даде поише пари, таа пресуда пуштаат. Си имаше случајно, друже, двете да ги имаат пуштено погрешка. Валјда едниот судија ја пушта, едниот приправников. 2. Сосема погрешни суди, тоест сосема различни пресуди во еден ист предмет. Во едното пише тужбеното барање се усвојува, во другото тужбеното барање се. Да. Значи најголема рак рана у нашата држава е апелационите суди. Нема јавни расправи. Нема ништо таму, се е алаш вериш. Има тарифа, буквално тарифа. Да, знам. Тарифа. Си плаќаш, те ослободува. Ние имавме случај сега со шивачки едни во Велес. Ги добивме газдата и на основен, и на апелационен, после вратија нешто и на апелација изгуби и сега жениве требаше да плаќаат не знам колку као тие се после дум. Ти знаеш што значи на шивачка да и речеш 70.000 судски трошоци да му плати на газда кој што не и плаќал плати и она нормално се отужал. Зошто? Само затоа што капиталистов фатил врски преку учки од Дуи си купил судии. И тој по рамковен суди, знаеш дека по рамковен си ги бираме судии. Да. Неписмено е тоа, брат, од драч купени дипломите, ги фатија, на дело ги фатија фалсификат и го забашотија случај. Овој бившиот Љубомир Јовески. Да. И уште стои случајот така, забошатен со фалс дипломи, он не знае пресуда од Европски суд да ти, а не па да, не знае да прочита, а не па да ти ја примени. Мене ми се имаше десена судика, не знаеше македонски збори, бе. Дактилографката поише право знае отколку она. Дактилографката што работи пред пензија знае повеќе процесно право од судиката. Се е кажано. За какво право ние правиме муа, бе? Ми е срам што предавам идеали, ја ќе им зборам од римско право. Хонесте вивере, честно да живееш. Алтерум нон лаедере, на никого да не наштетуваш. Сум квикве трибуере, секому да му го дадеш тоа што му припаѓа. И он ќе дое утре у суд и ќе дае на Алаш Веришов, на адвокатов што плампа ногу, он ќе подкупи судија и ќе го изгуби спорот. И ќе рече, па Сиев мене ме учеше на принципи, а ваму што се деша у пракса? Имаше судика која што ми одби доказ пресуда од Европски суд за човекови права, бидејќи тоа било судство на друга држава. А иако закон пише дека е изворно право. Изворно право е гена. Да. У закон за клевети навреда пише при отсуство на правна норма се применува јудикатура на така е. На пресудите кај нас. И не е тоа сложено за решение. Значи ветинг на 400 луѓе правиме, дај да видиме ви од кај ви се хациендиве, викендициве, масеративо што го возите. Да. Следно правиш антинепотистички закон, да не може мајка керка, мајка судика керка, адвокат, овој обвинител, изврзани као црева. Жена му судика као овој што ги застапуваше зајавци. Еве многу добар, и стварно добар бе брат. Жена му судот работи, пие со оваа кафе што треба да го суди. А што е многу значи, јако? Значи ставаш во апелационо подрачје, не може да застапуваат, не знам, прв брачен, друг, никој го бренеше до роднини до 4-ти степен на сродство. И толку го решаваш многу елегантно. Значи има Советна Европа, има механизми, има конвенции за решавање. Али вие не сакаат да ги донесат, ни едните ни другите, за да можат од тефтерчето на гордето да се ставаат судики. И тоа е. И еве пак ве викам на 8 гласајте си ги и живејте си во кошмаров. А Пасиев не е месија, за жал. А Пасиев без пратеници никој ништо. Ке си давам оставка, ке си бидам професор и така. Ако ние
останеме на двајца пратеници, ја не мислам со ветерници да војуваме. Еви, другари, ебете си мајката, гласајте си и тоа е тоа. Се согласувам 1000% и последното прашање името. Веројатно Името ќе го вратиме, толку. И веројатно не има. разговарам на темата. Како? Еве, одинот, не разговарам на темата, името ќе го вратим. Толку. Не ви кажам како. 100 пути, брат, до сега сум кажал како. Па сега е Не пред кажам. избори таман. Дефокусира тема. Добро. Додека не се смени името на референдум, си останува референдумот од 91. Турција си го смени името со нота. Сакаме Туркија да не викат. Епа, зошто ние да не можеме така? Ама за тоа ти треба долгорочна стратегија, геополитика да следиш движење на неврзаните, тоа што го прави Вучич сега. 20 признавање на Косово им повлече преку движење на неврзаните. Тоа што ние сме го основале, брат, као држава сме го, Тито го основал, така? Движење на неврзаните ти е 2/3 од генерално собрание. Ако ти имаш некое си членство таму, си пушташ декларација као Турција и викаш сакам да поддржите и готово, толку е муавет. Како Немаш Совет за поддршка, безбедност, како само известување. Па, именно. Пушташ известување, Сакам од денеска Турција сме да ме- Република од Македонија. денеска сме Република Крај, така ќе Македонија. ми се обраќат. И шо ќе ни направи? Ќе ни Нема- избркаат нема, НАТО, ќе не, ни не шо може, ќе ни не. Од денеска е така и од денеска кој не ќе да ни се Јас обраќа така, нека ова прекара. го кажам со циот мој кредибилитет. Апсолутно Мислам се- дека тачно е мојата тоа. генерација ќе доживееме да го вратиме името. Не се Тачно е ова. зафркава. Не се зафркава. Да, ова е Може би скроз ќе точно. бидеме белокоси као што сум и сега Да. 60 години, 70 години, ама дека има механизми. Затоа што не е името променето у легална процедура. Од римско право до денеска. Дури да е. Не може неправо да роди право. Не можеш ти да ми го украдеш лаптопов и да го продаеш на Милош и да речеш Мое. мое. Да. Не можеш. Ти тоа е неправо и не може да роди право. Така и ова. Референдумска одлука за држава Македонија. Нема. Додека Има нема само нов така, референдум. Крај на муаветот, името си е тоа. Урби е торби. И на небо и на земја. Така е. Имам само едно подпрашање. Немојте више Само прашања, едно да си подпрашање, идеме, бе. затоа што кажа дека не може неправо да произведе право. Да. Дали можеме ние да се вратиме на состојбата пред 27 април и мајки упредвид како беше избран тогаш Талат Џафери? Дали можеби тоа е тајната на рушење на све ова што беше донесено Да, договори? ама за тоа ти Формално треба правно суд. постои, Да, судска процедура ти треба, ме сваѓаш. Мгм. Кој судија тоа ќе ти го направи? Видете го ова со уставен суд што се дешава. Значи сега Копажемски избравме професорки по право за Бехтел Јенк. Тоа е апла против уставно, брат, се прават на тошо. Значи секогаш кој е чепнат интерес на американци, не постојат институции во држава. Заборавете на правна заштита. Од тука се враќаме во преддржавна состојба, што вика вие поише знаете политиколозите. Значи Левијатан. Секој на секого волку преддржавна состојба имаш право да се само заштитиш. Кога тебе држава не те штити, имаш право да се само организираш и да се штитиш. За жал кон таму одиме. Нас македонците држава и институција више не штити. За крајот, дали имаш нешто да им кажеш на гласачите, на гледачите? Имам да им кажам, пазите шта радите, немој после јеби га. Е така, тоа имам Кој да им број кажам. бевте вие? Ние бевме број 5 и во среда имате ливче пред вас. Што ќе направите, тоа ќе си кркате.